Исфрлање на млечните производи. Елиминирањето на млекото помага при нетолеранција на лактоза, ги ублажува алергиите и го подобрува тенот преку намалување на себумот. Исто така, овој чекор го намалува личниот еколошки отпечаток, бидејќи млечната индустрија создава 4% од глобалните штетни емисии. Клучни придобивки. Дигестија ги намалува надуеноста, гасовите и болките кај лица со чувствителни црева. Кожа може да ги намали акните преку регулирање на хормонот икфеден. Тежина помага во слабењето поради помал внес на заситени масти и шеќери. Замена на материи. Калциум и протеини, користете лиснат зеленчук, тофу, јаткасти плодови и риба. Витамини, надополнете D12 преку јајца и збогатена храна. Совет, пред промената, консултирајте лекар за да го избегнете ризикот од остеопороза. Реакциите на телото може да се јават по 24 до 72 часа. Како да го темпирате кафето за енергија? Ефектот на кофеинот започнува по 15 до 30 минути, а неговиот врв е по 1 до 2 часа. За најдобри резултати, пиете го точно пред моментот кога ви е потребен најголем фокус. Клучни совети. Пред тренинг, пиете кафе 30 до 60 минути пред вежбање за подобра издржливост. Квалитет на сон, бидејќи кофеинот се задржува во телото и до 9,5 часа, избегнувајте го доцна попладне. Ограничување, безбедна доза е 2 до 3 шолии дневно, односно околу 400 мг кофеин. Алтернативи за свежина. Наместо само кафе, практикувајте 7 до 9 часа сон, редовна хидратација и балансирани оброци на секој 4 до 60 часа.